Дали треба да се воведе хемиска кастрација за педофилите? Сигурно. Јас бев размислував на таа тема многу подамна. Ја е прилика да кажам дека хемиската кастрација ми се чини дека ќе ги доведе во ред тие педофили. Тој педофилот што нападнал децата во зградата, момчето и девојчето, не знам, го судил некои 15 години, тоа е смешно. Дали доживотно да не се пуштаат, значи воопште да шетаат или хемиска кастрација, ама пак они ќе напаѓаат, пак можеби нема да имаат успех во тоа, али ќе ги плашат децата. Да, се согласувам. Затоа што сепак овие луѓе се, не знам, можеби грешам. Така, некоја жичка не им баш врзана како што треба и барем да се, можеби со кастрацијата они ќе си бидат па редовни луѓе. Сега нели таму има хемиска, физичка, не знам како сега тие работи ќе бидат нели со решени лекарско, докторски, меѓутоа се согласувам. Хемиска кастрација за педофилите. Не сум размислил за тоа. Ми изгледа сурово малце. Може би треба да се размисли малце другачи. Да не се преоѓа на физички елиминации, ако може психички некој да се среди. Зашто тие немаат физички проблем, тие имаат психички проблем. И зашто би се решавало на погрешен начин? Треба. Точно треба. Да. Ние сакаме, ама види, не е природно. Имаме ние закони кои треба да ги санкционират. Како можеш ти да кастрираш човек? Голем грех. И против Божјата волја. Сигурно, да. Чујте, тоа е светско прашање, али они сигурно представуваат страхотију на данашње време во кое живееме. Ја би ги идентификувал скоро со криминалци. Они не се виновни, така им е нарав, таква е природа, али они представуваат голема опасност за човечкиот род. Па мислам дека треба, да. Па поубаво би било кога ги нема. Кастрација? Не. Не знам, сепак моето мислење е такво. Треба. Треба, ја не ве разбрав убаво, ама треба. И да максимални казни треба да се воведе. Хемиска кастрација на педофили, па тоа е многу тешко прашање и тежок одговор. Тоа сепак е некоја природа на човек, како било досега, да биде и од сега. Не знам, тоа е многу неприроден захват, да речем. Така мислам ја. По мене, неприфатливо нешто. Мислам би требало да се изништат. Треба да им се дотера некој серум да бидат свесни за своето понашање. Кај сме децата со живите ангели меѓу нас луѓето. Ние треба да се отсликуваме на нив. Оти тие не знаат да мразат, тие не знаат да лажат. Треба и ние да се научиме ко нив да бидеме. А не да ги повредуваме и да ги учиме на лоши работи.